Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Ја користам оваа прилика да ви го честитам на сите 11 октомври, денот на сенародното востание и денот на борбата против фашизмот. Куманово заедно со Прилеп одбележува еден голем юбилеј, а тоа е 75 години од овој значаен историски датум за нас и за нашата држава. И секако Куманово достоинствено го одбележува овој датум, свесни на заложбите на нашите предци и сите оние кои што се вградиле да Македонија биде ова што е денеска. Затоа ја користам оваа прилика, првенствено, освен да го честитам денот, да ги поканам сите наши граѓани да излезат што помасовно на 11 октомври на спомен костурницата и заедно, онака како што приликува, да им одадеме признание на сите кумановчани кои што својот живот го имаат изгубено во периодот на Втората светска војна, се со цел да ние денешка живееме слободно и во независна држава. Покрај тоа, сакам да информирам јавноста дека истиот ден овој настан ќе се случи во 10 часот, полагањето на цвеќе, а потоа во 12 часот во организација на општината и армијата на Република Македонија на градскиот плоштад ќе се организира воено-тактичко технички збор на припадниците на АРМ, каде што ќе биде презентирана дел од воената опрема и дел од воените способности на нашите армиски одбранени сили. Затоа сметам дека Куманово, како и секогаш до сега, треба да го прослави достоинствено овој голем ден за нас, а воедно ќе му дадам можност и на директорот на Фондацијата за култура и спорт на општина Куманово дополнително да ви информира за сите настани во кои што општината се ангажира и се подготвува во делот на одбележување на овој датум. Воедно, ние како представници на општина Куманово, денеска и утре ќе ја посетиме општина Прилеп и ќе ја продолжиме традицијата заеднички да го празнуваме овој датум, а на 11 октомври, покрај градоначалникот на Прилеп, општината ќе ја посети и премиерот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев, со високи државни делегации и ќе положи цвеќе на спомен костурница во Куманово, како и друг работен ден. Тоа е 12 октомври, каде што исто така ќе имаме посета од премиерот во индустријската зона и воедно ќе се организира и трибина со граѓани во еден часот во Платне во Домот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Повелете дали имате прашање за мене, и колку нема, повелете. И јас би сакал да ве поздравам, да ви посакам пријатен ден, имено и да ви честитам празникот на востанието на Република Македонија 11 октомври и да ви кажам за останатите содржини што ќе се поместат баш на денот 11 октомври. Ќе се одржи турнир во тенис 11 октомври во младински категории мажи и жени, ТТ Куманово и ОСС Куманово, значи тениските терени 23 октомври пред спортската сала во 9 часот наутро. 11 октомври ќе се случи велосипедската традиционална трка трофеја 11 октомври, велосипедскиот клуб Велоем
и на булеварот Октомвриска револуција во спортска сала во 10 часот ќе биде трката и турнир во пинг-понг на 11 октомври во младински категории мажи и жени, значи пинг-понг клуб Куманово во гимназијата Гоце Делчев во училишната сала во 10 часот наутро, за да 11 октомври ќе имаме и атлетска трка низ улиците на градот Куманово, Центар за интеркултурен диалог Куманово организира, градски площад Куманово во 14 часот. И она што ќе биде како шлаг, чинам за сите наши сограѓани и оние што ќе бидат дел од чествувањето на промотивното издание на промоција на видео записот, аудио и видео запис на песната Прошета се Јовка Кумановка, каде што next time ќе ја направат премиерната изведба со видео презентација, еден гламурозен настан кој заслужува такво внимание во обработка на Никола Мицевски како композитор со направен спот, ќе има содржина богата културно-музичка и ги канам сите наши сограѓани и граѓаните на Република Северна Македонија да бидат дел од ова чествување во 20 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Ќе кажам и ова што го рече градоначалникот, дека делегација на град Куманово, предводена од градоначалникот Максим Димитриевски, ќе бидеме дел од чествувањето по повод веќе втора година традиционално продолжува соработката со градот Прилеп, градот Херој, Куманово и Прилеп. Ќе биде отворање на ликовната изложба на ова сега биенално од 2018 и 2019 учесниците на ликовна колонија Пелинци или Асном ќе се представат со своја изложба. Отворање е вечер во 19 часот во Центар за култура Марко Цепнеков во Прилеп. А утре дента ќе настапи МАК Ден студио, наши представници 40 млади со своја програма од половина час во главната централната прослава на 10-ти напад на учестокот, значи во Прилеп на градскиот площад. Ве канам сите вас е комедиуми да бидеме дел од сите овие чествувања по повод 11 октомври, да го проследиме се ова во дел на спортската и на културно-уметничката програма што го понудивме, за да потоа вложиме со слободување на градот Куманово, односно деновите, ноемвриските денови кои се исто во голем обим, за тоа потоа ќе бидете информирани. Промоцијата на Next Time ја најавивте кога рековте дека сме избрани за град на културата за 2019 година, тогаш беа одвоени од предвидени, претпоставувам, средства за промоцијата на песната, со која ќе се чествува 11 октомври. Меѓутоа, според нови сознанија, имате спонсори. Па да, во рамки на програмата за одбележување 5 века Куманово, согласно одлуката на Советот, една од активностите и преработка на нашата традиционална песна од оваа поднебје, тоа е песната Прошета се Јовка Кумановка, за која што предвидовме буџетски средства, но за наша среќа се јави спонзор, донатор во градот, а исто така се јавија и други донатори кои што ќе ги покријат и останатите активности на настапите на музичките звезди на 11 ноември, тоест точно на 8, 9 и 10 ноември ноќта. Оваа година Куманово ќе празнува повеќе, бидејќи го заслужуваме тоа и се трудиме да искористиме што поголеми средства од самите спонзори, а што помалку буџетски или граѓански средства, единствено со цел, бидејќи не идовме на разбирање кај спонзорите кои што сметаат дека треба да дадат како општествена одговорност помош на Куманово и воедно да им дадат можност на кумановчани да уживаат во убавите настапи на музичките звезди. Предпоставувам дека ќе следи прашање по кои критериуми е вршен изборот, се направи интерна анкета од страна на Фондацијата за култура и спорт на 500 испитаници во градот, во која што беа понудени повеќе имиња на непоследни анкетни листови. Имаше различни размислувања за различни пејачи. Дел од објавените имиња во јавноста,
кои што се дадени се тие кои што добија најголема поддршка. Паралелно со тоа разговараме и со други музички групи, се со цел да може да биде богатен целиот тој културно-уметнички програм кој што ќе отпочнеме со одбележување на почеток на месецот ноември во тие наши ноемвриски денови. Се надевам дека времето ќе не послужи, а воедно ја користам оваа прилика и во моје лично име да ги повикам сите граѓани на Куманово во Центарот за култура на 11 ноември навечер. Влезот е слободен за сите. Знаеме дека сме ограничени со бројот на места, има некаде околу 700 места во нашиот дом на култура. Да ја проследиме промоцијата на оваа и текако според нас битна песна за кумановчани, со која што сметаме дека ќе се остави длабок трак во полите на македонската народна и национална музика. И уште еднаш да се заблагодарам на целиот тим, особено на спонзорите, кои што дадоа свој допринос да овој проект се реализира, за кој што не се сомневам дека ќе биде успешен. И воедно апелирам до останатите општествено одговорни компании да го следат овој чекор на фирмата Екстрамен, се со единствена цел да се збогати кумановското секојдневие. Благодарам. Воедно сакам исто така да ви информирам дека во рамки на одбележување и на октомвриските и на ноемвриските денови, Општина Куманово логистички и финансиски помага и друг тип на манифестации кои што се организираат од страна на поединци, здруженија и групи. И тоа конкретно во овој случај на 11 октомври ќе се случи повторно кружна трка во градот, организирана од организацијата Мултикулти, во која што исто така финансиска подкрепа дава Општина Куманово, а воедно во организација на планинарското друштво ќе се организира марш, каде што општината исто така ќе даде свој допринос во делно обезбедување на тестичка и логистичка помош на ова наше планинарско друштво, кое што од ден на ден расте на многу сериозен субјект.